деновиве се актуелни прашањата за изборните реформи. Се нафрлаат идеи за менување на изборниот модел. Цивил како организација со долгогодишно искуство во изборното наблюдување смета дека е важно да се вклучи целокупната јавност во реформите на изборниот систем. Потребата од реформи на изборниот систем, почнувајќи од изборниот законник, изборниот модел, избирачкиот список, политичкото финансирање и медиумите, па се до целосна демократизација на изборните процеси, беше причина повеќе Цивил да ја организира конференцијата Перспективите на македонските избори. Реформите во изборниот систем се и дел од препораките на меѓународната заедница. За нив зборуваше германскиот амбасадор во земјата Томас Герберих. Сега е битно понатаму да се продлабочи процесот на реформи и да се спроведат реформските закони претходно донесени од страна на парламентот, вклучувајќи ги исто така со гласовите на опозицијата. Овие напори треба да се засилат и да дадат опипливи резултати за секој граѓанин. И овие напори мора да ја вклучат реформата на изборниот систем. Ставовите на државниот врв се во насока на поддржување на менувањето на изборниот модел со една изборна единица. Тие ја нагласуваат потребата од вклучување на сите политички чинители во процесот. Критичарите на актуелниот изборен модел истакнуваат дека неговите ефекти се во зголемената централизација на политичките партии, малиот простор за внатрепартиско демократско одлучување, развојот на политичкиот клиентелизам и помалата одговорност за својата работа. Иако е јасно дека клиентелизмот, ниското ниво на внатрешно партиска демократија, политичката корупција и генерално ниското ниво на политичка демократска култура не можат да се сведат единствено на изборниот модел, сепак ова прашање има влијание врз појавата и обстојувањето на овие негативни појави во даден општествено-политички контекст. За овие процеси да бидат навистина успешни, треба сите партии застапени во собранието да покажат подготвеност да учествуваат во овие реформи. Важен е гласот и на помалите вонпарламентарни партии. Секој конструктивен глас треба да биде слушнат. Сакам да потенцирам дека она што ќе биде заложба на Министерството за правда е дека ние ќе бидеме во улога на медијатор кој што ќе на некој начин ќе го координира процесот меѓу политичките партии, но сакам да потенцирам дека ниту една реформа во изборното законодавство нема да поддржиме доколку не добие консензус од главните политички партии. Првата тема за која што и се постигнаа некакви резултати, но за жал не влезе законот во процедура, беше некаков си консензус, договор кој што го постигнавме околу новиот изглед состав на Државната изборна комисија. Договорениот концепт беше да се работи за професионално административно тело без политички представници и така натака. Да бидем искрен, законот Министерството за правда во драфт верзија го прати до политичките партии уште лани во декември за коментари и ние се уште немаме добиено никаков повратен одговор од страна на ВМРО-ДПМН. Да ги чуеме и ставовите на помалите парламентарни и вонпарламентарни партии. Дали и зошто тие сметаат дека е неопходна промена на изборниот модел? Треба да се тргнеме од политички партии кои што ни се декорација и кои што само креваат бројка на некоја голема коалиција. И затоа ние се залагаме да има една изборна единица и да има отворени листи и за избор на пратеници во парламентот. Практично демократизацијата на општеството треба да започне од демократизација на партиите. Она што исто така важно со промена во една изборна единица е дека практично нема да има повеќе потреба од тие предизборни коалиции. И тоа ќе значи и поголема одговорност понатаму за избраните пратеници да ја реализираат програмата која што ја ветиле во предизборниот период во кампањата пред граѓаните. Најголемиот недостаток на овој модел пак е ограничувањето на листи на партии или поединци да обезбедат мандат, доколку немаат концентрација на гласови во една изборна единица. Алијансата за албанци е отворена за дискусија за сите изборни модели. Ние сме го задржале ставот и ставовите дека овој изборен модел вака е неприфатлив каков што е поради дисбалансот кој го содржи бидејќи имаме изборна единица каква што е шестата изборна единица со над 5% за разлика од другите изборни единици и кога ќе се земат во предвид третата која е со минус 5%, тогаш
станува збор за спорни избори. Лично сметам и јас како лидер на политичка партија и како пратеник во собранието, сакам да се соочам со мојот собствен народ, да видам како мисли мојот народ за мене, а како мислат другите граѓани. Затоа што од Дебар до Гевгелија ќе може да гласа секој еден за мене. Не дека сум ром, па мора само ромите да гласат за мене. Прво се затекнав доста изненаден од тоа што представникот на СДСМ, мислам дека беше подпредседателот Манчевски, информира дека СДСМ стои на ставот за една изборна единица. Тоа го сметам повеќе за декларативно отколку за искрено, бидејќи веднаш тука има една звездичка која вика но дуи не сакаат. Ако ги прашаш дуи, викаат не, ние сакаме, но ВМРО не сака. И тоа е така еден круг, јас би го нарекол несреќно договорен, и таа дебата мора искрено да ја отвориме, бидејќи декларативните заложби нема да донесат ништо во делот на вистинска демократизација, длабока демократизација на македонското општество. Често пати се случува во собранието да имаме тие кои што повторувале во последниот ред во класот да ги застапуваат граѓаните, а моделот на отворени листи би отстранило ваква можност. Значи, по преференцијален начин на гласање граѓаните ќе изберат кој ќе ги застапува на подомствен начин во собранието на Република Северна Македонија. Движењето БЕСА стои на ставот дека поддржува отворени листи, нешто што ќе допринесе во демократизацијата и внатре во партиите, а на еден начин и во поврзувањето на гласачите со нивните избраници. А од друга страна ќе им даде можност на пратениците да се повикуваат на нивното гласачко тело. Сите овде се сложивме, представниците на помалите партии, дека ќе биде како пукање в нога во моментов овој изборен циклус со 6 изборни единици, овој изборен модел. Зошто го велам тоа, нели? Надпреварот е започнат, теренот е поставен, судијата е тука, свирнува почеток на надпреварот и во старт ние сме со тројца играчи помалку. Од технички аспект, ГДО е приврзаник на идејата за една изборна единица со отворени листи и намалување на бројот на пратениците во националниот парламент. Верувам дека отворените кандидатски листи ќе го изразат демократскиот диверзитет кој е темел на индивидуално политичко изразување во земја која се представува себе си за представничка демократија. Понатаму, оваа рационализација мора да се прими и да се примени и во рамките на локалната самоуправа, врз бројот на членовите на општинските совети. Сиема случајно последните избори партија со освоени 29.000 гласови да нема представник во парламентот, а партија со освоени 28.000 гласови да има 2 пратеника. За финансирањето на политичките партии, улогата и влијанието на медиумите, насилството за време на избори и правото на глас зборуваат експерти и представници на граѓанскиот сектор. Со Законот за финансирање на политичките партии, Закон за партиските аналитичко-истражувачки центри и Изборниот законник се дефинирани начинот на обезбедување на потребните финансиски средства за тековно работење на политичките партии, начинот на нивното располагање и користење, како и обезбедување на потребните средства за финансирање на активностите на партиите за време на изборните кампањи. Законските решенија полека, но сигурно, наведуваат на трајно финансирање со буџетски средства, а најголема корист имаат големите политички партии. Дури најновите истражувања покажуваат дека агресивните платени реклами и кампањи веќе имаат контрапродуктивен ефект кај еден општествено одговорен граѓанин. Значи, вие гледате платена програма, реклама политичка пред изборија и велите, леле, колку многу пари потрошиле, ова не ли треба, 10 пати ја гледаме рекламата. Значи, вие се прашувате кој е ефектот на платените политички реклами, но тоа треба да размислат тие PR тимови. Она што е многу поопасно е дифузното пропагирање за време на изборите. А тоа е квалитетот на политичката комуникација,
во Македонија, но тоа не е само кај нас, тоа е и глобален проблем сега со новите медиуми. 2013 година тоа институционално насилство се усоврши. Значи, отиде многу повеќе подалеку. Зашто јас го поддржувам иницијативата за промена на овој изборен модел е една од главните причини за тоа што не само изборниот модел треба да се промени, по моje мислење и заклучок на она што сум го осетил директно на изборите, се и неколку изборни тела во кои треба да се изврши неминовно, треба да се изврши промена начинот на избор и формирање на тие тела кои се со устав и закон задолжени да ги спроведат изборите, а фактички се тие генератор на насилства и кражба на волјата на народот. Јас ги застапувам, изборувам во нивно име, но имам право затоа што имам син со попреченост. Со одземање на деловната способност на лицата со интелектуална попреченост се врши директна дискриминација по основ на нивната попреченост. И никој не одговара со години и години наназад. Нема да молчиме за такво нешто, затоа што овие граѓани го губат правото на глас затоа што се бришат од избирачкиот список. Но и го губат другото загарантирано право, правото на избор за сопствениот живот. Во овој момент повеќе од очигледна е потребата за корените реформи во изборниот систем. Декларативно сите политички чинители се за промени. Останува да видиме дали ќе успеат да ги усогласат своите ставови и да донесат одлука која ќе биде во интерес на граѓаните пред се.